Здраво, другари, добре дојдовте во новиот влог. Ова е можеби првиот влог што го започнувам вака дома. Најчесто сите ги одјавувам на исто ова место, у ист овој дукс, но денеска одлучив овој влог да го започнам дома, затоа што не сум баш у состојба да можам да излезам да шетам и денот некако да ми биде баш продуктивен. Накусо ќе се навратам на денешниот ден затоа што не снимав. Грлото ме болеше уште во петок, кога требаше да одам на Сарајо. Не ме болеше грлото, туку јас имам проблем генерално кога не сум наспиен. Ако останам буден до касно, тоа ми се одразува на грлото и можам сами од себе си да се обвинам за ова што си го приредив. Јас дента бев на работа, вечерта отидовме на Сарајо и заглавив до 5 сабајле. У недела отидов на таксират, исто заглавив до 8 сабајле. Се прибрав дома од 9, легнав да спијам и тоа не ни спиев нешто многу. Станав на кај 2 и продолжив да снимам, продолжив да монтирам и така го терам некако влогмасот. Меѓутоа, сето тоа ме стигна и денеска сум баш онака катастрофа. Инаку вторник е. Сабајле бев на работа, не знам како издржав. Значи многу ми беше лошо. Цел ден пиев оние прашкови, талхот. Изнакупував еден куп апчиња, лекови, спрееви, секи ви снимам. Имам една подвижна аптека со мене и све ставам уста. Јас сум инаку човек кој што кога ќе се разболи, кога ќе настине, не иде на лекар, не конзумира никакви лекови. Меѓутоа овој пат сум приморен затоа што Сабајлево не пиша Мира Шкорич дека ќе имаме уште една проба пред снимање на вториот круг во Звездите на Гранд, која ќе се одржува во понеделник и вторник. Јас најверојатно ќе идам во вторник затоа што си земам уште еден ден фора да се опоравам и се уствари морам да се опоравам до вторник за да можам да идам на таа проба. Ако не се опоравам, најверојатно нема ни да одам. Снимањето на вториот круг е на 9 јануари. Имам време, меѓутоа што се однесува до пробата, имам буквално неколку дена да се вратам во нормала, а ова е некаква почетна состојба и се плашам дека ќе бидам уште полошо и затоа некако се прибрав дома, се стационирав и гледам малце поише да одморам. Цел ден пијам чаеви за гласот да ми се опушти. Знаете колку сакам кафе, меѓутоа денеска испив буквално само едно и тоа едно не ми беше убаво затоа што немам више чувство никакво, ни на вкус, ни на мирис, на ништо. Баш онака лоша состојба. Ништо, сега ќе ви покажам што све конзумирам за да се опоравам и ќе земам некоја супа да јадам нешто да се вратам во живот затоа што немам никаков апетит, а неќам да гмечам и да ставам уста све живо и диво само за да јадам. Така да, see you later. Еве само да ви покажам што све консумирам. Не се трујам со антибиотици, иако у ова чудо постои некаков минимален антибиотик. Ова е Трахизан. Ми го предложи една колешка моја што учествува исто во Звездите на Гранд, која се пожалев денеска дека ме боли грло. Ова се оние за лижење, како се викаат, ангисепт, појма неам, од жалфија. Ова е церола, природно нешто, витамин С или како иде веќе, не знам. Нешто витамини. Ова е за спреј за уста, за грло исто го шприцам и ова е Аквамарис, не знам како ова да ви го објаснам, како вода со сол, немам појма, морска вода, еве убаво си пише. Морска вода и шприцам у нос да се откукам. И еве ми е супата, една е мајка, ми е направила милената супа, иако немам онака чувство на вкус, немам ништо, не осеќам, барем знам дека јадам убава супа. Ајде на здравје ми е, па ќе се слушнеме во текот на вечерта или евентуално сабајле ако ми биде подобро, значи катастрофа сум. Инаку, откако го почна влогмасот, не гледам буквално ни филмови, ни серии, ни видеа на YouTube, ништо, но еве у вакви ситуации користам прилика да проследам по некое видео. Знаете дека го обожавам Душан и неговите влогови, особено влогмас. Го гледав интензивно и минатата година, оваа година малку послабо затоа што немам време, пошто и ја терам влогмас и просто нереално е да стигнам и да снимам и да монтирам и да гледам нечии видеа, особено кога се долги. Ова е 7 минути, така што таман дури јадам супата, ќе гледам што тоа Душан правил вчера, завчера, не знам. Добро утро, другари. Чекайте да поминам овде. Додов пак нешто службено у Скопје. Завршив работа што имав да завршам и сега ќе се враќам за Куманово. Буквално имам кондиција да зборувам 15 секунди, после 15 секунди веќе гласот ми е као да сум у тунел некој. Се прибрав еве у Куманово, бев до Канет да видам за интернет, подпишав некаков договор и на крај се разочарав затоа што им треба од 10 до 15 дена они да ми стават оптички кабели да ми поврзат интернет. Така што ја изгледа влогмасот ќе го завршам со мојот
Почен аплод, што го нуди А1. Јаваме само што влегов дома, буквално не се осеќам. Ми се треса снагата, ладно ми ме треса тоа таквото, не знам како се вика. Грозница викаме у Куманово. Денеска почнав дури да кашлам, од што најмногу се плашев и се јавам да се пресобличам и да дојдам при себе, ако дојдам при себе. Не е реално тоа колку јас сум решен да оздравам. Спремам чај со мед, многу мед, тайл хот, кафе у најмала шолја и ќе се направам една лимонада без шекер, без ништо, само ладна вода и лимонада. Сега се предозирам со течности као. Pray for me. И еве ме седнав и одлучив вака на брзинка, некако нараторски да се навратам на денешниот ден, затоа што генерално не ви снимав ништо. Не сум во состојба да се снимам, но решен сум ова да го терам, до крај ќе го терам, без разлика на тоа што не можам да зборам. Направив чај, кафе, тайл хот и лимонада. Седнав и сакав да почнам да го монтирам денешниот влог, но се соочив со еден онака безвезен момент. А тоа е несоодветни материјали, односно непостоечки материјали. Ја буквално немам ништо снимено ван дома. Имам онака едно видео од вчера, каде што ви се жалев и денеска пак ви се жалам. И ја немам идеја ни како ќе се вика овој влог. Веројатно влог без наслов, влог без поента, влог без содржина, не знам. Не знам како ќе се вика, ова е со сигурност најглупиот влог на овој канал, но ќе го ставам затоа што одлучив да ставам daily upload, односно да терам daily upload. Ако тераш daily upload во real time, нормално е да постојат и вакви влогови каде што ништо не се случува, каде што те фаќа настинка, каде што можеш да седиш дома, да се лечиш и така. Отидов се бајне на работа во 8, на кај 12 отидов за Скопје, на кај 11, не знам, имав некои службени обврски и без разлика на тоа каква состојба сум морав да отидам лично. Заврши фајнал и све у тоа Скопје. Се вратив, ви кажав дека бев до една агенција, не агенција, како се вика тоа. Нешто за интернет, Канет се вика у Куманово, не знам дали постои у вашите градови, не е ни битно. И така бев да потпишам договор, конечно наскоро ќе ми го сменат интернетот и веќе нема да имам А1. Друго што се случува, ништо не се случува, дојдов дома еве, ќе почнам да го монтирам ова чудо за да ви го објавам у 7, какво е такво е. И раката ме заболе држејќи го телефонот нагоре, не личам буквално на ништо. Тај алхот се прави со млака вода, јас сум направил со врела вода. И сега горчи. Ме болат коскиве, мислам дека ми треба една витаминска инфузија. Ја мислам дека тоа е лекот. Една витаминска инфузија, една добра онака масажа. Јас имам 5 дена да се опоравам, затоа што вторник сум на генерална проба со Карлеуша. А ја не можам да бекнам. И срамота е да отидам ваков. На X Factor ми се случи исто тоа. Првиот круг поминав све топ лудило. Вториот круг отидов катастрофа. Настинав ко ѓубре. Бев катастрофа. Едва и некако поминав на стаклени нозе и на крају Judges House испаднав ради иста таа настинка и све ми беше катастрофа и се нема да дозволам да се избрукам само затоа што сум настинат. Ке пробам да дојдам при себе до 9 јануари. Wish me luck, не знам што да ви кажам, ја не би да одолжам више, не знам колку ќе трае влогот, се и да трае 5 минути, нека трае, јас ќе го објавам таков каков што е. Немам што повеќе да ви снимам, ќе се потрудам во текот на денот да снимам некој видео за утре, за да не ви снимам ист ваков влог, затоа што чисто сумњам дека ќе се опоравам и дека ќе ми се дешава нешто поинтересно од ова што ми се дешаваше сега. Сега да направам една класична одјава, ставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал, биде да кивнам. Оставете по некој коментар долу, а ние се гледаме веќе утре во исто ова време, на исто ова место. И кога ќе кажам во исто време, мислам на 19 часот и кога ќе кажам на исто место, мислам на каналот Марио Рангеловски. Ајде, ве љубам, имајте убав остаток од денот. Чао!